Добре дојдовте во новото издание на Здрава зона со нови пријатели. Од оваа Здрава зона започнуваме нова дружба со нови пријатели кога е во прашање здравието на човекот. Поликлиника Еми Витае, релативно млада поликлиника во која ќе ги најдете сите услуги за здрав, нормален и функционален живот. Таа е нов чувар на вашето здравје во Тетово, а се наоѓа на улицата Јордан Златановски број 50. Искусниот тим, подкрепен со знаење и врвна медицинска опрема, секогаш е подготвен да ви го покаже вистинскиот пат до здравието. Доверете ја грижата за вашето здравје на поликлиниката Еми Витае од Тетово. Доверете ја грижата за вашето здравје на поликлиниката Еми Витае од Тетово. Ординација по општа медицина, матичен лекар, дијагностицирање, ЕКГ со интерпретација, биохемиска лабораторија, испитување на гликоза, хормони, урина, тумор маркери, ординација по гинекологија и акушерство, матичен гинеколог, ултразвук, микробиолошки брисеви, ехо прегледи на дојка. Ова се само дел од услугите кои што ќе ги најдете во поликлиниката Еми Витае. А токму од ординацијата по гинекологија и акушерство во денешното издание на Здрава зона ќе донесеме темата за вонматерична бременост. Од Еми Витае започнуваме со темите за здравието на жената. Со доктор гинеколог Оливера Кузмановска ќе поразговараме на темата која што ја најавивме. Кај нормалната бременост, јајцеклетката се оплодува во јајцеводот и потоа патува до матката каде ќе се всади. Кај вонматерична бременост доаѓа до всадување или имплантација на ембрионот надвор од матката. Меѓутоа, што повеќе за ова има да ни каже доктор Оливера Кузмановска во следните половина час. Дванаесет години традиција и искуство, Центар за козметика и естетика Даниела Бјути Тетово. 12 години во чекор со најнапредните техники на работа со козметика и естетика, а од сега единствено во Даниела Бјути. Напредната египетска техника Александрија Боди Шугаринг или шеќерна депилација. Овластени практичари само во Даниела Бјути. Дојдете, пробајте, сигурно ќе бидете задоволни. Шеќерна депилација во Даниела Бјути Тетово. Нов чувар на вашето здравје во Тетово, поликлиника Еми Витае, на улицата Јордан Златановски број 50. Нашиот нов искусен тим, подкрепен со знаење и врвна медицинска опрема, секогаш подготвен да ви го покаже вистинскиот пат до здравието. Доверете ни ја грижата за здравието, а ние секој наш нов пациент ќе го достоиме со гратис испитување на шеќер, холестерол и триглицериди во крвта. Ординација по општа медицина, матичен лекар, дијагностицирање, ЕКГ со интерпретација, биохемиска лабораторија, испитување на гликоза, хормони, урина, тумор маркери, ординација по гинекологија и акушерство, матичен гинеколог, микробиолошки брисеви, ехо прегледи, промотивно во Еми Витае, пап тест со промотивна цена и најбрз рок на добивање резултати за само 7 дена. Сигурен пат до виталност и здравје. Повелете да се запознаеме. Поликлиника Еми Витае Тетово. Се наоѓаме во приватната клиника Еми Витае, која што е ново отворена тука во Тетово и која што се наоѓа на улицата Јордан Златановски број 50. Зборуваме за најновите услуги тука од гинекологијата, значи освен анализи на крвта, освен општите прегледи кои што влегуваат во оваа поликлиника, исто така и гранката гинекологија. Доктор Оливера Кузмановска, тоа сте вие која што е задолжена за овој оддел во поликлиниката Еми Витае. На самиот почеток, пред да започнеме со темата за која што се договоривме да разговараме денеска, накратко да ни ги објасните кои се услугите од гинекологијата кои што ги пружа оваа клиника. Гинеколошката амбуланта функционира така што работиме цела недела, да речем, први понеделник, среда и петок од Сабајле,
а вторник и четврток попладне, ради тоа да бидат опфатени и оние жени кои што се во работен однос, затоа што знаеме дека жените денеска до 4-5 саат се на работното место и тешко може да излезат од работа и така да попладневната смена ни е до 8:30 часот да можат и овие жени да дојдат на преглед. Иначе во оваа гинеколошка амбуланта работиме гинеколошки прегледи. Целите ни се за рано откривање на рак на грличот на матката со земање на Папа Николао Брисеви. Вршиме колпоскопски прегледи, доколку имаме позитивни резултати на папа тестовите. Потоа ехо прегледите се тука. Во очекување сме да добиеме сега и 4D ехо. И имаме нормално следење, пратење на бременоста кај жената. Имаме ЦТГ апарат за пратење на состојбата на плодот во тек на бременоста. Мислим, тие се услугите кои што ние имаме. И многу ни е, мислим, олеснето што тука се работи и лабораториските анализи. Грото, да пациентките не мора да ја шетаат по други лаборатории, значи тука која ќе дојде може да ги заврши сите работи. За денеска се договоривме да ја опфатиме темата за вонматерична бременост, која што се почесто може да ја сретнеме кај помладата популација на жени, барем колку што јас се информирав и читав, вие ќе ни кажете нели колку таа е зачестена во текот на разговорот. На самиот почеток објаснете ни што представува вонматеричната бременост. За да објасниме што е тоа вонматерична бременост, ја на почетокот ви дала еден вовед како доаѓа до забременување, до нормална бременост, за да полесно не биде да го разбереме поимот вонматерична бременост. Нормално оплодување на женската јајцеклетка станува во јајцеводот кај жената, било од левата, било од десната страна, и со оние фини перисталтички движења кои што ги прави јајцеводот, оплоденото јајце патува и се вгнездува внатре во шуплината на матката и тука се развива после нормална бременост. Во случај кога има пречки во транспортот на ово оплодено јајце, тогаш доаѓа до вгнездување на јајцеклетката на друго место, а не внатре во шуплината на матката, и тогаш ние зборуваме за вонматерична бременост. Последиците за тоа како настанува вонматерична бременост се или е намален мотилитетот на јајцеводот, или постојат други пречки. Би сакала да објаснам каде се на друго место може да дојде до вонматерична бременост. Најчесто во праксата и од искуство можем да кажем дека на прво место доаѓа вгнездување на оплодената јајце во оној проширениот дел на јајцеводот, и во тој дел може да дојде и до развој на бременоста дури и до вториот месец, значи покасно да даде симптоми. Доколку настане вгнездување на оплоденото јајце во оној потесниот дел на каналот, тогаш не може да се развие понапредната бременост, затоа што нема простор каде да се развива бременоста, и најчесто во тој случај доаѓа до прскање на јајцеводот и со драматична една клиничка слика. На друго место каде што може да се вгнезди јајцето може да биде на површината на јајникот, може да се вгнезди дури и доле во грличот на матката, кое што ова цервикална, уште како ја нарекуваме бременост, е погубна за животот на мајката и често пати или има смртен исход, или пак мора да се направи хистеректомија или да се отстрани матката. Многу значајно е да се каже
да има уште едно место каде што може да се вгнезди оплоденото јајце, а тоа е во стомачната шуплина. Бидејќи, значи, меѓу цревата, бидејќи тука има поголем простор за развој, оваа ванматрична бременост може да достигне и до вториот, дури и третиот триместар на бременоста за да се развија, а во литературата има објаснето случаеви каде што имаме развој на целата бременост и дури на крај со царски рез да се извади здраво и живо дете. Тоа се раритети, али ете се случуваат и такви работи. Во почетокот, во раниот период, симптомите се исти како нормалната бременост. Значи имаме изостанување на менструалниот циклус, може да се јави повраќање кај жената, може да осеќа подуеност на градите и она нормално смета дека се работи за нормална бременост. И кога би дошла на гинеколошки преглед, ако и се каже дека не е окей, тогаш се превземаат други мерки. Да. Ако во покасниот период се манифестираат симптомите, тогаш се подраматични. Например, жената може да осеќа болки во долниот дел на стомакот, било од левата или од десната страна. Може да се јави сукрвица, оскудно вагинално крварење, или пак некогаш се случува кога одеднаш, од чиста мира, жената осеќа јака болка во долниот дел на стомакот, може да ја опише као нешто да ме пресече со нож. Тоа е всушност моментот кога прска јајцеводот и како таков се манифестира со јака болка, што кај жената во тој момент, заради што настанува и крварење внатре во стомакот, може да осеќа пад на крвниот притисок, вртоглавица и така натаму. Ја би сакала малку да кажам и за причините кои што би довеле до една ваква состојба да се гнезди јајцето на друго место, а не внатре во шуплината на матката. На прво место би ги издвоила инфекциите кај жената, затоа што се доста чести, било да се од бактериолошка природа или пак најчесто на жените им е доста позната во денешно време бактеријата кламидија, која што предизвикува воспалителни процеси и промени на јајцеводот. И исто така гонорејата, макар да се мислиме дека е искоренита, но има случаеви и гонорејата дава промени, и туберкулозата. Тоа се од оние воспалителни. А исто така може да дојде до оштетување на јајцеводот и кога имаме оперативни интервенции во абдоминалната шуплина, било да се од гинеколошка природа или пак ако имаме операции на слепо црево, и од овие невоспалителни причини би ја издвоила и ендометриозата како главен причинител на оштетување на јајцеводите. Кои се за симптомите и за причините кажавме? Дали постојат ризични групи на жени кои што си имаат одредени предиспозиции за да кај нив се појави оваа вонматерична бременост? И дали тие жени нели треба да се упатат да внимаваат во нивната прва бременост? Па секако ризичните жени се на прво место оние кои што имаат менуваат повеќе партнери, имаат можност да повеќе инфекции се предизвикаат. Абортусите, не знам дали ги спомнав, исто така се чести абортуси као главни причинители на воспалителни процеси, компликации после абортуси.
Иначе возрастната група нема граница во која што се јавува во материчната. Може и као прва бременост да се јави, а може и кај жени кои што се пред климаксот, да речем, додека се репродуктивно способни. Што понатаму се презема доколку се открие нели вон материчната бременост? Дали секогаш Сега гинекологот, кога ќе дојде жената на преглед, обично на почетокот, да речеме, кога нема некои драматични симптоми, него чисто изостанување на менструалниот циклус, повраќање или некои неодредени болки во долниот дел на стомакот. И на прво место во диагнозата ни е ехопрегледот, што доста денешно време ни е олеснето, за разлика од порано кога не ги немале овие инструменти. И доколку на ехопрегледот се утврди дека не се работи за бременост, тогаш се дополнително и се вршат лабораториски испитувања, што се одредува хормонот на бременост, хориогонадотропниот хормон. Тоа се прави лабораториски бета-ХЦГ, кој што е доста осетлив, и ако ни покаже покачени вредности на овој хормон, ние секако жената ја хоспитализираме и ја пратиме, затоа што може некогаш и покасно да се види да оној продолжен биде патот на транспорт на оплоденото јајце во матката. Ако, значи, во одредени денови не ни се прикажи, а бета-ХЦГ-то расте, тогаш најдобро се решава во материчната бременост во овој период да нема некоја инвазивна метода, да речеме оперативна, него со медикаментозна терапија да се заврши оваа вонматерична бременост, што е секако позитивно за здравието на жената. Додека ако жената се јави во оној покасен период, кога веќе имаме симптоми со болки или оној кога реков јака болка со пад на притисокот, кога имаме абдоминално крварење, третманот на жената е да се иде лапароскопски во денешно време, или пак ако се работи за пообилни крварења во абдоминалната шуприна, тогаш се работи класична операција на гениталните органи, мислам вадење или Доколку веќе кај пациентка се појавила нели вонматерична бременост, без разлика дали е таа прва нејзина бременост или нели трета, што понатаму се случува, откако ќе се утврди нели и дали тоа ќе биде оперативно решено или пак како што веќе кажавте нели со лекови или со лапароскопија. Која е процедурата понатаму? После колкав временски период таа може да забремени, дали што понатаму доколку не може нели да забремени, што се случува? Секако жената дека ова е голем емоционален стрес, тешко го доживува, настанува една тешка психофизичка состојба на жената со прашањето што понатаму, дали ќе можем после да останам бремена и дали ќе може да нормално ја изнесе бременоста. Секако дека со овие нови методи на лекување, жената може да остане бремена, доколку значи бременоста екстраутерината завршена во почетокот медикаментозно или пак оперативниот захват е правен со микрохирушки инструменти што се побезбедни за самата пациентка, значи она може повторно да забремени, но може да и се укаже и на тоа дека може и повторно да се случи во матерична бременост, или пак ако остане бремена, тогаш да бремена, мислам за нормална бременост, тогаш на гинекологот кој ќе дојде на гинеколошки преглед да му објасни дека претходно имала во матерична бременост, за да гинекологот превземе понатамошни мерки што се потребни за развој на една нормална бременост.
Еве, ја мислим би сакала да објаснам, да ги утешам, да кажем на некој начин жените, за еден случај од мојата пракса. Се работеше за една млада девојка која што првата бременост се деси да биде вонматерична бременост. Она дојде во фаза кога во еден хеморагичен шок, што имаше и доста крв во абдоминалната шуплина, што значи мораше оперативно да се реши случајот. И при самото отварање, во тек на самата интервенција, се виде дека концептот се навоѓа, немаше руптура, значи, на јајцеводот, него концептот се навоѓа во каналот, во оној средишниот дел на канал јајцеводот, а кога видовме од десната страна, пациентката била оперирана од слепо црево и десниот канал, јајцевод, и беше целиот во блок. Што значи ние дојдовме во една дилема. Ако и го извадиме јајцеводот, заради што тука и крвареше, ако и го извадиме јајцеводот, практички ние осудуваме да не може да забремени по нормален пат. Иначе денешно време имаме сега инвитро оплодување. А секој знаеме млад сака нормално да забремени. И бевме во една дилема. И одлучивме да, ако може да се тоа концепт оплодено јајце, некако со да го усисаме, мислим, да го извадиме од јајцеводот, што за среќа ни успеа. И за среќа прекина крварењето, и можам да кажам да оваа пациентка после тоа роди 3 деца. И мислим, јас се гордеам со неја и многу сум среќна што заврши се најубаво. Што значи дека не треба да се плашат дека има некои тешки последици, дека може да се забремени, но секако треба да се придаде малце поголема важност. Превентивата би била да навремено пациентите се јавуваат доколку имаат воспалителни процеси, да осеќаат некои неодредени болки, макар да некои жени не придаваат важност, че се напијат апче за болка, че помине, така да треба да се фати акутниот период кога се работи за воспалителни процеси, за да се лечат, за да не помине време да се ствараат прираслици, па да се дојде до запушување на каналите. Значи, навремено јавување на лекар, дотоку се работи за инфекции, помалку абортуси, поготово абортуси кај прва бременост, кај млади девојчиња, кои што така не сакајќи остануваат бремени и сакаат да завршат таа прва бременост со абортус, и тука најповеќе грешат, затоа што секој абортус се носи и компликација. И прашање дали она понатака ќе може да остане бремена или не. Значи, да избегаваат младите абортуси. Докторка, јас се надевам дека колку толку успеавме, нели, да помогнеме да ги едуцираме младите, а се разбира и сите оние кои што ја имале таа несреќа во животот да имаат една такво искуство со вонматерична бременост. Доколку сакаат консултации и прашања со вас, кажавме каде можат да ве најдат, тука во Еми Витае, на улица Јордан Златановски, број 50. Ви благодарам уште еднаш со тоа што ние пак ќе се видиме и пак ќе поразговараме на една нова тема за во емисијата Здрава зона. Ви благодарам. Благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Господ ни подарил изобилство на билки кои можеме да ги користиме. А што ние користиме од нив? Коприва, мајчина душица, нане, кантарион, од се по нешто и за секоја болест има лек.
Еве неколку мешавини на чај од кои сигурно нема да имате штета, туку само корист. 40 грама ајдучка трева, 60 грама бозел, 30 грама лист од малина, 30 грама лист и цвет жолт кантарион, 30 грама лист од питомонане, 20 грама лист и цвет од дивонане, 20 грама лазарка, 20 грама мајчина душица. Тревата се ситни и меша. Во 1 литар зовриена вода се става 10 грама од мешавината и се вари поклопено 1 минута. Студениот чај се цеди и става во шише. Се пие 3 пати дневно по 1 децилитар пред и по јадење. По напитокот пред јадење се зема средна лажица рафинирано маслиново масло, а по чајот по јадење се јаде и 1 средна лажица мед, кој треба да биде едноличен. Може да се користи мед од жалфија, багрем, костени. Мешаниот мед не се препорачува. Во замена за вода се зема и чај од еднакви количини од маточина и лист и цвет од ајдучка трева. Дневно се пие најмалку по половина литар. По 40 грама од конопилка, анасон, ангелика, ајдучка трева, црвен здравец, ресник и грчко семе. Сите билки се мешаат и секој ден се вари чај од 2 супени лажици од чајот и половина литар вода. Чајот врие 2 до 3 минути. Стои поклопен 15 минути. Се цеди и се пие засладен со мед 3 пати дневно по 1 чаша пред јадење. Паралелно со употребата на чаевите, пожелно е да се користи што повеќе овошје и зеленчук во исхраната, ленено семе, лешници, ореви. Добра е употребата на полен во време траење од 2 месеци, секој ден по 1 супена лажица полен во чајот. Да се избегнуваат совомесни производи, брза храна и алкохол. Особено позитивно влијание во отстранување на психозите и траумите околу забременувањето има летувањето на море. Чај за поголем број на подвижни сперматозоиди или машки чај. По 50 грама од мечкина шепа, семе и лист, а може и свеж корен, чубрика, анасон, босилок, мента, трибулус и грчко семе. Се подготвува како и претходниот чај. Се пие најмалку 1 месец. Паралелно се мери базалната температура кај жената да се погоди терминот на овулацијата. Дванаесет години традиција и искуство, Центар за козметика и естетика Даниела Бјути Тетово. 12 години во чекор со најнапредните техники на работа со козметика и естетика, а од сега единствено во Даниела Бјути. Напредната египетска техника Александрија Боди Шугаринг или шеќерна депилација. Овластени практичари само во Даниела Бјути. Дојдете, пробајте, сигурно ќе бидете задоволни. Шеќерна депилација во Даниела Бјути Тетово. Нов чувар на вашето здравје во Тетово, поликлиника Еми Витае, на улицата Јордан Златановски, број 50. Нашиот нов искусен тим, подкрепен со знаење и врвна медицинска опрема, секогаш подготвен да ви го покаже вистинскиот пат до здравјето. Доверете ни ја грижата за здравјето, а ние секој наш нов пациент ќе го достоиме со гратис испитување на шеќер, холестерол и триглицериди во крвта. Ординација по општа медицина, матичен лекар, диагностицирање, ЕКГ со интерпретација, биохемиска лабораторија, испитување на гликоза, хормони, урина, тумор маркери, ординација по гинекологија и акушерство, матичен гинеколог, микробиолошки брисеви, ехо прегледи. Промотивно во Еми Витае, ПАП тест со промотивна цена и најбрз рок на добивање резултати за само 7 дена. Сигурен пат до виталност и здравје. Повелете да се запознаеме. Поликлиника Еми Витае Тетово. Неодолив мирис и вкус, хранливи состојки и докажано позитивно влијание врз расположението.
Многу одамна, со овие својства чоколадата го освои светот. Чоколадото денес представува вистинско уживање за телото и за лицето, кој доколку еднаш си го приуштите. Верувајте дека повторно ќе се навратите на незиното величество чоколадата. Во ова емисија од Центарот за козметика и естетика на Даниела Наумовска Даниела Бјути го донесуваме третманот на лице со чоколадо кој не само што ќе ве освежи и расположи, туку и ќе ве направи да изгледате помладо, а воедно ќе нахрани вашата кожа со сите потребни елементи кои придонесуваат да се врати хидратацијата на изморената кожа. Денес ќе ви го презентираме чоколадниот третман за нега на кожата на лице. За кого служи чоколадниот третман? Кој се може да го употребува? Сите прашања и вистини и заблуди за него. Чоколадото, знаеме, звучи примамливо и нема човек кој може да одолее на чоколадо. Самата боја на чоколадото, самиот негов изглед, самиот мирис прави едно чувство на благосостојба, на среќа, на исполнетост. Едноставно звучи забавно. Но тоа не е само поради естетските причини или дека така нам ни се причинува. Мирисот на какаото, теоброминот, предизвикува лачење на серотонинот во мозокот и го подстикнува лачењето на серотонинот, кој пак е одговорен за чувството на исполнетост, на среќа, на задоволство. Затоа, сите продукти кои што се базираат на какао, на теобромин какао и на чоколадо, се многу присутни во well-being третманите за лице. Покрај негата на кожа знаеме дека често пати клиентите сакаат мир, релаксација, еден комплетен духовно исполнет третман. Не е само физичката нега на лице, туку мирот кој што ќе го добијат, пријатното чувство и едноставно целиот тој вкупен печаток, целокупниот впечаток од третманот прави да ние се ослободуваме од стресот и на тој начин можеме да се полесно да се соочиме со секојдневните обврски. Овој третман што денес ќе ви го презентираме изобилува со теобромин какао, нано какао и слични други продукти на тоа. Продуктите кои што во себе содржат какао се богати со витамините. Витаминот Е, витамини од групата А и витамини од групата на Б. Обично Б5, најмногу Б5. Потоа, какаото содржи и доста минерали, како што се фосфор, магнезиум, калциум, цинк и слично. Но зошто секогаш викаме да не се јаде многу чоколадо? Што е тоа сега што е штетно кај чоколадото? А ваму кажуваме дека чоколадото има еден голем бенефит за организмот. Значи, кога се подразбира да не се јаде количински, тогаш се мисли на млечните чоколади, кои што во себе содржат доста млеко, лактоза и јаглени хидрати, кои што му пречат, знаеме од кои причини, на организмот. Каков третман е третманот со чоколадо? Постојат третмани на лице и на тело. Третманот за нега на лице, врат и деколте со чоколадо е стимулирачки третман, регенеративен и се препорачува за нега на сува, атрофична, зрела кожа. Кога ќе кажеме зрела кожа, се подразбира категоријата на над 35 години, 35 плюс. Но што е со младата популација која што има претерано сува кожа или пак популацијата која што претходно имала акни и која што како последица на разните третмани има претерано сува кожа. Кога третираме акни, користиме разни киселини, абразии и се што ја обезмастува, одмрснува кожата. Во моментот тоа действува на лојните жлезди, го намалува лачењето на себумот и едноставно е се супер, но тоа прави до трајно искористување на резервите на хидратација во организмот. Кратко кажано, да резимираме, после 30-та година, луѓето кои што биле хронично лечени од акни со тешки антибиотици имаат многу дехидрирана и атрофична кожа. Затоа третманот се препорачува за сите возрасти и сите типови каде што ни треба една регенерација, едно подмладување, измазнување на кожата. Како и кај сите други третмани, започнуваме со чистење на лицето.
Тука сакам да нагласам за чистењето на лицето, како се чисти лицето. Сме кажале на повеќе наврати, но ајде уште еднаш за нашите гледачи. Најпрво, наутро и навечер, лицето се чисти со соодветен гел за миење или сапун, соодветно на типот на кожа. Сега тука следува прашањето што е со сувите кожи. Дали тие треба да користат сапун? Постојано кажуваат, знаеме на медиумите, на социјалните мрежи, дека сапунот ја исушува кожата, сапунот е штетен. Но сепак, доколку е благ и со соодветна pH вредност, сапунот ги отстранува сите нечистоти, шминката и ни го спрема лицето за понатамошна нега. Доволно е 30 секунди да се задржи продуктот на лице, за да си ја оствари својата функција. Се што е повеќе е само губење на време, а се што е помалку е едноставно недопуштање на продуктот да ја заврши својата работа. Кај овој третман мирисот е од исклучителна важност. Штета што гледачите не можат да го почувствуваат мирисот, затоа што тој игра голема улога во благосостојбата на клиентот, во неговата благопријатност. Иако тука не конзумираме чоколадо преку дигестивниот систем, сепак со мирисот на чоколадото, на какаото, успеваме да го излажеме централниот нервен систем и успеваме да продуцираме едно лачење на серотонин, кое што само по себе предизвикува задоволство и среќа. Потоа преминуваме кон нанесување на серум. Серумите се чисти активни супстанции од со третманот кој се работи во моментов чоколадо, тоа е концентрат од чоколадо, кој што активно делува, пенетрира и понатаму со маската ќе биде уште подлабоко нанесен. Често пати имаме прашања во секојдневието, дали овој третман смеат да го прават сите, вклучувајќи ги тука и бремените жени и доилките. Третманите од овој тип можат да ги прават сите, тука ги вклучувам и трудниците и доилките кои се разбира се во стабилна состојба, без никакви проблеми во текот на бременоста. Третманите се со природно потекло, има мал процент на ентерични масла кои што не можат да наштетат на новиот организам. За моментите на доење би рекла да се воздржат од вакви третмани, затоа што кожата го поприма мирисот на третманот и го задржува 24 часа обавезно, а може би и повеќе некогаш, и може да се случи да бебето му дојде нешто како ново, како страно, едноставно да го одбива доењето.
Понатаму продолжуваме со нанесување на соодветните креми со кои правиме масаж. Целокупниот третман, покрај тоа што е многу богат со хранливи состојки, витамини, минерали и други работи, и е добар третман затоа што сето тоа се аплицира со рачна масажа. Благодетите и бенефитите на рачната масажа добро ни се познати. Зборувавме за тоа во минатите емисии. Како рачната масажа прави да продуктите пенетрираат, да клиентот се осети во една добра состојба и да направи една хармонија помеѓу телото и духот. Тој баланс, таа хармонија е клучот на успехот и клучот на антистресот. Масажата кај овие третмани е малку погруба, лицето треба малку да го вцрвиме, да забрзаме една циркулација, за потоа со нанесувањето на ладната маска да направиме еден мал термички шок кој што ќе ни ја забрза циркулацијата. Овој третман спаѓа во групата на интензивни третмани и е доволен и за кожите кои имаат најголеми побарувачки за влажност и за храна. Кратко кажано, и од еден третман резервите се повеќе од половина наполнети, но секако дека третманот мора да се повтори неколку пати. За најдобар ефект се продолжува со соодветни производи за домашна нега на база на теобромин какао и нано какао. Производи за домашна нега ќе бидат гелот за миење, млеко со чоколадо, тоник со чоколадо, соодветна крема за влажност и по можност серум.
шоколадниот третман за лице се препорачува и после долго престојување на ветер, на сонце, како што се зимските спортови, после скијање, после годишните одмори кога кожата е доста дехидрирана, за една убава регенерација и враќање на влажност. Третманот ги опфаќа сите аспекти од чистење на лице, тонирање, пилинг, масажа, квалитетна маска и еден убав релакс одмор од 30 минути после што клиентот се чувствува препороден.